Веројатно, сите се прашуваме овие последни неколку години, барем последниве 2 години, што не чека во иднината. Што ќе се случи? Поминавме неколку години, поминавме 2 години всушност, во кои не можевме ни на погреб да отидеме како луѓе, ни на венчавка на свадба да отидеме како луѓе, буквално се ни се поремети. Сите работи ни се извртеа, се стана на главачки. Плюс, сета оваа фама што се створи, сите овие со право грижи и проблеми што се појавија заради ковидот, па и оние без што се случија и што се прават од ден денеска, целиот тој хаос, им стави во луѓето страв. Еден страв што понатаму, еден страв што како и ќе продолжиме, на кој начин ќе одиме, што не чека воопшто во иднината. И тогаш се поставува едно многу сериозно прашање, што ја чека и црквата во иднината. Што не чека нас, конкретно како црква, во иднината, или било кој, во било која црква за која сакаме да зборуваме. Неколку факти за кои сме сигурни дека ги има, неколку факти со кои сме соочени реално. Првата е дека злото напредува. Тоа е реалност. Дали е лично зло против нас, дали е лично околината околу нас, во државата, во народот, се едно е злото, де факто, реално напредува. Нешто друго што е многу интересно во денешно време, што го немаше пред 30 години, ајде да кажем, дека секоја слабост што ќе ја покаже црквата станува јавна преку ноќ. Отворете на интернет и ќе видите водачи на мега цркви, водачи на мега организации, големи, малечки, вчера сгрешиле, денеска е по сите медии. Не викам дека е лошо. Само сакам да кажам дека сите оние слабости за кои можеби ќе чуевме после 20-30 години, или ќе чуевте за некој после неговата смрт или не знам си што, денес се гледаат апла и одма првата реакција ни е каде оди светот. Кај тргнал светот, каде отишла црквата. Целиот проблем е каде оди сето тоа, на кај не носи всушност. Ние на времето викавме од Господ никој не може да се скрие, денеска од медиумите никој не може да се скрие. Се што се случило некаде, некој го снимал на камера, некој направил снимка, некој ќе го покаже, некој ќе ти извади, не можеш да побегнеш од сето тоа. И прашањето е на каде одиме. Или до кај ќе ја отераме, или на каде оди сето ова околу нас, вклучително и ние во целата ситуација. Апостолот Павле во 2 Коринќаните, 2 глава 12 до 17 стих пишува еден текст кој јас сум сигурен дека повеќето од вас го читале. И сигурен сум дека не сум единствениот кој не го погледнал или не го погледал малку подлабоко. Денеска сакам да го прочитаме и да го поминеме да видиме што има да ни каже. Значи вели вака текстот. Кога пристигнав во Троада за да ја проповедам радосната вест за Христос, видов како Господ пред мене отвори ново поле за работа. Но немав душевен мир бидејќи мојот драг пријател Тит не се беше вратил од кај вас. Затоа се збогував со луѓето во Троада, тоа ви е Троја, иначе ако ви интересира, и заминав за Македонија, за таму да се сретнам со Тит. Но благодарни сме му на Бог кој начело со Христос секогаш не води во победа. Преку нас тој насекаде ја шири вистината за Христос како што се шири миризливоста од пријатен мирис. За Бог ние сме како пријатен мирис што го приближува Христос кон сите. И кон оние што го прифаќаат и се спасуваат, и кон оние што го одбиваат и пропаѓаат. За жал, на оние што го одбиваат Христос, ние сме им како најпријатен мирис. Овој мирис ќе им биде смртна пресуда. На оние пак што го прифаќаат Христос, ние сме им како најпријатен мирис што им носи вечен живот. Кој е способен да извршува ваква служба? Ние не сме трговци, а такви ги има многу, што се обидуваат да заработат пари од проповедањето на Божјото Слово. Ние проповедаме за Христос искрено, како што Бог сака. Нас Бог не испрати и тој е оне што не надгледува. Ова е текстот на кој сакам да се задржиме ние. Има еден факт, за кој сакам веднаш да кажам. Божјиот народ секогаш имал непријатели. Уште од почетокот на Библијата, стално Божјиот народ имал непријатели. И затоа Бог многу пати, бидејќи имало непријатели, стално дава охрабрување. Во Второ Законие 31:6 бидете цврсти и храбри, не плашете се. И не ужасувајте се од нив, зашто Господ твојот Бог самиот ќе тргне пред вас и нема да отстапи од тебе и нема да те остави. Тоа е охрабрување. Убаво, ќе речеш, леле, фала ти Боже за ваквите текстови што ги има во Библијата. Во Исус Навин 1:9 ќе прочитате: еве, ова ти го заповедам јас, вика Господ. Биди цврст и храбар, не плаши се и не се ужасувај, зашто Господ твојот Бог е заедно со тебе каде и да одиш. Ајде уште еден-два од текста од Стариот Завет. Второ Летописи 32:7 и 8. Бидете тврди, вика тука.
Не вика цврсти, бидете тврди и храбри. Не страхувајте и не плашете се, овде во конкретна ситуација, од асирскиот цар и од сето множество кое е со него. Зашто со нас има повеќе од колку со него. Со него е рака човечка, а со нас е Господ Бог наш, за да ни помага и да се бори во битките наши. Дури пророкот Исаја, кога зборува на народот, вели: не плаши се, зашто јас сум со тебе, не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. И јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Имаме многу. Овие се само неколку ги фатив на исти начин како што се напишени во словото. Не плаши се, не бој се, не се јадосвај, не се нервирај. Има многу. Да не тргнеме, да ги бараме и да ги гледаме сега. Ама, има исто така, во таа истото од Исаја таму што беше, тоа Исус го кажа и потоа цитира Псалм 35. Тие ме мразеа без причина. Пише во Псалмите. Секојаш без причина ќе не мразат. Во Јован 15:18 самиот Исус рече: ако светот ве мрази, знаете дека веќе мене ме намрзил уште пред вас. Тоа ни е познато. Ама кога ќе дојдат денови како што ни беа сега минатата година, кога ќе ни дојде двете нози во еден чевел, кога ќе ни дојде стварно густо, понекогаш мислиме дека сме директно нападнати и дека директно сме прогонети. Викаме, ова прогонство тргнува против нас. И ќе почнеме да зборуваме за прогонството, дека христијаните се прогонувани, дека христијанствите бегаат, така натаму и така натаму. И тоа е, во известна смисла, вистина. Христијаните се прогонети. Црквата, може би денеска во нашата држава, не е прогонувана на таков начин на кој ние сваќаме прогонство. Дека не фаќаат, дека не носат во затвор, дека не ни дават да проповедаме Евангелие, дека е забрането да се чува Божјото Слово дома или не знам си што. Такво прогонство ние немаме. Ама знаеме да се чувствуваме прогонети, бидејќи некој вика: бајде, ти си граѓанин на втор ред, немаш појма што веруваш, не си доволно напреден во своите размислувања, во своите мисли, ќе ти најдат нешто да ти кажат ти не си како што треба, не си како сите, и автоматски се чувствуваш, викаш, мене некој ме, условно речено, прогонува. Има една организација, Open Doors се вика, и они имаат World Watch List за 2021-2022 година, каде што кажуваат каква е состојбата со христијаните по светот. Може да ја погледнете онлайн, кога сакате, ама сакам да ви покажам неколку интересни работи само за минатата година. 5840 христијани, и тоа не зборувам христијани во смисла дека припаѓаат на православна римокатоличка земја или протестантска земја, туку луѓе кои биле вклучени во работа. 5840 биле убиени во 2021 година. Тоа е 16 луѓе дневно. Умираат заради својата вера. Тоа е 24 пати повеќе, 24% повеќе вика од 2020 година. Над 10.000 цркви биле запалени, нападнати или уништени само во 2021 година. Кога зборуваме за прогонство. Вика, повеќе од 360 милиони христијани живеат под постојана закана од насилство во светот. Најмногу во исламските земји, но тука спаѓа и Северна Кореја, тука спаѓа и Кина, тука спаѓаат и куп други земји, каде што се под постојан напад или под постојана опасност да и бидат нападнати, убиени и уништени. И секој пати, цело време, оваа прогонство доаѓа од два извора. Или од доминантната црква или религија, која постои, или второто е од самата држава, од нивниот светоглед, е така да кажеме, како што зборувавме пред неколку недели, да се поврземе со тоа. Едното од двете е тука. И сега прашањето е, каква е иднината на црквата за понатаму? Има две страни и две гледишта. И секој пати може да ги видите ако почнете да читате книги. Едната страна е како било, дај да издржиме, да избуткаме, да истуркаме до крај, некако, ако може како преку иглени уши да се спасиме и да излеземе. Втората алтернатива била, абе ние не се секираме, ние ќе одиме напред. Ако гледаме во Откровението, убаво ќе биде некој пат да го погледнеме. Ајде да не одиме во Откровението, да одиме во една споредба на Исус, која кажува дека каколот, нели она семето што е сејано, расте исто толку колку што расте и житото. Значи, ќе жнееме успех, истовремено ќе имаме прогонство. Ќе имаме радост, напредок, ќе имаме тешкоти и проблеми. И оној денеска што ќе го погледнеме е апостолот Павле. Апостолот Павле во 2 Коринќаните, таму има еден многу сериозен проблем. Ова е 2 Коринќаните, 2 глава, рековме, овој дел ќе го читаме. Павле е многу разочаран. Павле има многу сериозно разочарување.
И он зборува за него малку подоцна во истото ова послание, во 7 глава 5 стих, каде што вика: кога додавме во Македонија, никакво спокојство немаше телото наше, туку од секаде бевме притеснети во маки, однадвор борби, одвнатре страв. Вика. Има еден збор, они притеснети, некои го преведуваат како депримирани. Теоретски може, ама не се согласувам баш многу, ама ајде да кажеме таму. Поентата е, цело време сум под притисок. Ова е апостол Павле. Ова не е некој краен човек таму во црквата, некој загубен, некој што доаѓа од време на време во црква. И тој вика: јас се најдов под притисок. Јас имам сериозен проблем. Тешко ми е. Зошто му е тешко? Однатре борби, однатре страв. Му се случи, знаете зашто? 2 Коринќаните е писмо кое се пишува до која црква? До Коринт, не. Пред ова има едно друго послание. Првото послание кое го имаме, и има едно писмо кое го немаме. Две писма има испратено апостол Павле, затоа што во ова 2 Коринќаните пишува: се сеќавате и на моето второ писмо што ви го пратив. Значи ова е трето условно речено што го пишува. Светиот Дух не мислел дека треба да влезе внатре во канонот на Светото писмо. Го немаме, можеме да помислиме што имаме, не е ни важно сега во моментот. Што е поентата од сето ова? Апостолот Павле излезе од Коринт. Им напиша писмо кога виде што се случува таму. И знаете што се случуваше. Проблеми, расправи, кавги. Од самата црква, од неразбирање кој има повеќе, кој има помалку, од сексуален промискуитет, од проблеми, од луѓе што сакале да бидат поголеми, другите помали. Бог им дал едно чудо духовни дарови, они ги злоупотребуваат, се расправаат помеѓу себе. Имаат проблеми колку што сакаш. Сега кога бевме во Грузија, разговарав со еден човек од Таџикистан. Таму води црква. И кажуваше: некогаш со нови луѓе, вика, кога ќе се сретнам, кога зборувам, некогаш ми е страв да ги повикам кај мене во црквата, оти црквата не е се што треба да биде. И јас го прашав, само викам: а што мисли, би ги пратили во црквата во Коринт? Таа црква почна од апостол Павле на крај на краиштата, вајде треба да биде добра црква. Кога помисли, вика: во право си. Не сум паметен. Тоа е реалноста на словото и на писмото тука, што е спомнат. Таа црква го изгуби сведоштвото. Таа црква во светото околу неја веќе вика: ево глеги овие кои се какви се. Едноставно не беа веќе сол. И апостол Павле тука беше стварно загрижен за таа црква. И он напише таму во 12 глава, вика 12 глава 20 стих: бидејќи се плашам дека можеби кога ќе дојдам, нема да ве најдам такви како што сакам, а дека и вие нема да ме најдете таков како што сакате. Да нема можеби меѓу вас кавги, завист, гнев, гордост, раздор, клевети, озборување, горделивост, побуни, кога пак ќе дојдам да не ме понижи мојот Бог кај вас и да не треба да оплакувам за мнозина кои изгрешиле порано и не се покајале за нечистотијата, блудството и срамот што го направиле. Апостолот Павле го уплаши кога пишува во 2 Коринќаните. Тој вика: јас оставив црква, формирав црква, оставив црква таму, црква која требаше да биде супер, одеднаш отидов да ги видам по втор пат, таму е хаос. Им пиша писмо и се плаши сега, вика, како они воопшто реагираа на тоа писмо. Кога ќе се вратам, што ќе видам? Поправена црква која оди напред или црква која е во апсолутен хаос? Страф му е. Имаме сега меѓу нас луѓе кои заминаа од тука, да кажеме, пред 2 години, кои ретко ги има од време на време доаѓа. Кога се врати во црквата човек, сака да види убава црква, не рече: леле, во кој хаос, па се врати. Што се случи? Каде јас се наоѓам тука? Тоа е страв, бидејќи има духовни дарови, реков. Немаше единство. Хаос имаше во славењето. Се расправаа за време на спомен вечерата. Замислете, се собираме за Господова спомен вечер, он имат кавги расправи, кој ќе јаде, кој нема да јаде, што ќе прави. Вклучени во сексуален грев и плюс на врв на тоа, вика, се гордеја со тоа. Вие кои што се гордеете, не го исклучувате од црквата тој што тоа го направи. Не дај Боже ваква да биде листата на ствари кај нас тука. И затоа главата почнува со страв што ќе најде. Во меѓувреме се појавија лажни учители, почна да го оговараат апостолот Павле, почна да зборуваат против него. Во Ефес во дела 19 глава ќе прочитате апостолот Павле за малку него убија, од два извлече жива глава од таму и се смета всушност, некои ќе ви кажат некои коментари таму дека апостол Павле бил сериозно болен во тоа време, кога излегува, доаѓа во Троја и треба да чуе што се случува во Коринт. Треба да го разбере, да го чуе сето тоа. И затоа Павле го праќа Тит. Оди, вика, види, провери што се случува, врати се назад да ми кажеш до каде сме.
Не му било лесно. Ајде да го спомнеме оној текст што сигурно го знаете. Зошто е разочаран? Бидејќи таму вика во 11 глава, од јудејците примив 5 пати по 40 без еден удар. 3 пати сум тепан со стапови, еднаш каменуван, 3 пати претрпев бродолом и ноќ и ден поминав во длабоко море. Многу пати сум патувал, сум бил во опасност од реки, во опасност од разбойници, во опасност од сонародници, во опасност од незнабожци, во опасност по градови, во опасност по пустини, во опасност по море, во опасност меѓу лажни браќа, во труд и мака, во често неспиење, во глад и жед, во многу постојање на студи голотија, а покрај се друго, како ова сето да не му е доста, гледате што вика. Тука се и уште секојдневните напади против мене, како и грижата за сите цркви. На врв вика на физичките проблеми што ги имам. Како ние сега, нели, ајде ковидов ни е физички проблем, и духовните проблеми ми се накачија. Страшен проблем. Не му е лесно. И затоа, тој всушност го пишува во второ писмо. И не е тешко да ја разбереме неговата тага. Не ми е тешко да го разберам, бидејќи е модел за тоа како ти и јас да одговорим. Не само како водачи, не само како јас што стојам тука, туку секој од нас како ќе реагира кога ќе дојде во ваква ситуација. Овде. И тој ни е пример. И затоа го испраќа Тит, да види што се случува таму. Јас реков, му испрати едно писмо, испратил второ писмо, и веќе стигнува во Троја разочаран. И интересно, ако видите во дела 16, апостолот Павле веќе беше во Троја еднаш. Ама само помина од таму и таму нема црква. Кога ќе дојдете во дела 20, сега, малку подоцна, има веќе црква. И сега апостол Павле, веројатно, ја сади црквата во ова време кога поминува од таму. И видите што пишува. За мене еден многу интересен, шокантен стих. Кога пристигна во Троада за да ја проповедам радосна вест за Христос, видов како Господ пред мене отвара ново поле за работа. Павле доаѓа утепан, разочаран, влегува во Троја и Бог вика, ево ти врата за да работиш. Ако до тука застане, ќе биде совршено. Ќе биде совршено. Тешко ми е, имам проблеми, имам маки, Господ вика, ево ти нова врата за тебе. И ти викаш, фала ти Боже, леле колку ми е супер. Би било одлично. Овде. Господ пред мене отвори ново поле за работа. Ова не беше стратегија од апостол Павле. Тој не измисли, ќе одам ваму, ќе направам тоа и ќе воспоставам црква додека го чекам Тит да се врати. Бог вика, ево јас ти давам нешто преку мојата милост, преку мојата волја. И знаете кој е говорот на Павле? Јас немам душевен мир. Имам големо поле за работа, Бог ми вика, нати, јас немам мир да го правам тоа. Ова е страшна ситуација која ќе се најде Божи човек. Ја гледаш потребата, гледаш што може, цело поле е пред тебе, отворено е, и ти викаш, ама немам мир да го правам тоа што од мене се бара. Ова е стварно опасност за секој Божи стих, Божи човек. И ако има шокантен стих во овој текст е 13-тиот. Затоа се збогував со луѓето во Троја и си заминав за Македонија. Бог вика ми отвори врата. Свесен е за тоа. Значи кратко време поминал, почнал црква. Абе овде можам да направам чудо. Немам мир, ајде пријатно браке, ја си заминав. Ова за мене е страшен, чуден текст. Ако погледнете на мапата, тука горе, ќе видите дека тргна од Троја, денеска ја има, мораше по море да помине 5 дена за да влезе од таа страна кај Филипи. Да дојде на кај Македонија, за да може... знаете зашто тргнува патем? Не му се чека Тит. Тој не стои да чека, ево гледате каде е Корин доле. Не му се чека Тит да дојде да му ја даде веста, туку вика, знамо ти он ќе тргне на кај Македонија, јас ќе тргнем на кај Македонија да се сретам побрзо, бидејќи не ми се чека да чујам што се случува таму. Едноставно нема мир. Дури ни целиот благослов што Господ му го дава во работата, не му е доста. Јас морам да одам. Не можам вака веќе да издржам и тргнува да оди натаму. Страшно. Страшно. Не може да помине и да остане со сите овие луѓе таму. И ако тука завршеше, ќе беше многу, многу опасно.
И сите сме се нашли во ситуација каде што Господ ни вика ево ти пат, ево ти отворена врата, ево да работиш нешто и секој има некоја причина зашто не сакам да го направам тоа. На овој, на оној начин, нешто ќе ме спречи. Нешто ќе ме спречи. И ќе си најдем изговор. Ама требаше ова да се случи, ама ова да го имаше, ама зошто тој не го направи, како Мојсија се сеќавате јарно што беше. Пушти некој друг, немој мене да ме пуштиш тука. Што и да е, Павле беше толку разочаран што веќе место не го држи што викаме ние. Тргна на кај Македонија. Наместо да си седи, да си чека, да дојде Тит, да си искористи времето што Бог му го дава пред него, вика, фала многу, јас имам многу подобар, поефективен план. Веќе немаше срце. И тоа е страшно кога ќе се случи. И затоа вика, затоа се збогував со луѓето и заминав за Македонија. Ако вака останеше Павле во писмото, јас мислам дека многу брзо ќе се загубеше од историјата. 14 стих што го читавме, да го повториме, вика, ама благодарни сме му на Бог. Повторно, како Бог да му го собрал паметот, како да го охрабрил, да му дал нешто, да му даде нова, не знам како да кажам, нова енергија некоја, да му каже сила, ајде да одим. Значи он бега, он оди кон охрабрувањето, со тоа што се тргнува од проблемите и сака се приближи на кај Бог. Физички, тој всушност трча на кај проблемот. Физички сака што поблиско да стигне до корен, за да види што се случува таму. Духовно, почва да се приближува повеќе кон Бог и одеднаш проблемот станува се подалечен и подалечен. Благодарни сме му на Бог, вика, за тоа што доаѓа и што следи. Всушност, се наоѓа повторно себе си самиот на истото место, каде што се наоѓаше, веројатно, Мојсей и Арон, каде што Бог и вика, не плашете се, одете напред, не плашете се, бидете храбри. Павле се среќава со Тит. Во 7 глава од ова послание, 5 до 7 стих, вика вака, зашто кога дојдавме во Македонија, никакво спокојство немаше телото наше. Тоа го зборува Павле, тргнал од Троја, оди до Македонија и вика, не е сам, веројатно има уште некој со него, вика, никакво спокојство немаше телото наше, туку од секаде бевме притеснети во маки. Однадвор борби, однатре страф. И сега продолжува, но Бог, кој ги утешува понизните, не утеши со доаѓањето на Тит. Значи, Павле се сретна со него и не само со неговото доаѓање, не само што го виде, туку и со утехата со која се беше утешил тој поради вас, известувајќи не за вашиот копнеж, за вашиот плач, за вашата ревност кон мене, така што јас уште повеќе се зарадував. Всушност, што вика апостол Павле? Ми беше многу тешко. Оставив мислиско поле кој ми беше отворено. Можев да правам се што сакам. Кога се сретнав со Тит, со страв го прашав, што се случува таму? Кажи ми, што се случува во Коринт? И овој му носи радосни вести. И јас мислам дека не беа само радосните вести. Не мислам дека беа само овој добар извештај што го кажува тука Тит, туку верам дека и Павле се сети веќе на што се Бог направил, па се охрабри самиот и однатре. И затоа вика, сега ми е кеф, сега се радувам, сега веќе можам со радост да кажам, фала ти Господи, ајде да видам што ќе биде следниот чекор. Излезе од тој мрак во кој беше самиот влезен. Каде ја најде таа радост што трае? Каде ја најде таа радост што ќе трае подолго време? Јас мислам, не е само во извештајот, бидејќи јас сум сигурен оти Павле знаеше супер овој извештај, ама 6 месеци подоцна може кој знае што да стане пак таму. Како што секој од нас е свестен и за мојата, за вашата црква, за мојата и за вашата ситуација. Ние не ја знаеме иднината. И не знаеме што ќе се случи следно и што ќе стане проблем. Зошто? Известувајќи не за вашиот копнеж, за вашиот плач, за вашата ревност, ама Бог не утеши. Вика он. И затоа вели пак, но благодарни сме му на Бог. Зошто? Кој начело со Христос секогаш не води во победа. И пак ќе се вратам на тоа што беше од Стариот Завет. Сигурен сум оти Павле ово го знаеше. Биди цврст, биди храбар, не плаши се, не се ужасувај, зашто Господ твојот Бог е заедно со тебе каде и да одиш. Ама ајде да видиме што конкретно значи, од каде му на Павле таа храброст, што значи тоа конкретно. Апостол Павле тука користи за победа еден збор што ние го викаме триумф. И денес како зборуваме за триумф, може да го искористиме како именка, може да го искористиме како атрибут, триумфално, нели така натаму. Во времето на Павле триумф означуваше настан. Триумф буквално беше настан.
И Павле во главата гледа римски триумф. Ево, читате кој сакате коментар, читате малку историја, ќе видите што значи римски триумф. И ако ова не го разбереме, не разбираме што мисли Павле понатака во овој текст што го земав. Имате многу места. Кој оваа слика, например, што објаснуваат како изгледа римски триумф. Што тоа всушност конкретно значи? Ова е само една мала графика. Прво, кој можел да добие триумф? Кој можел да добие една таква прослава? Па морал да биде генерал, морал да биде војсководец некој, кој ќе може кој водел голема армија, кој покорил цел еден регион и веќе во него нема војна. Не било граѓанска војна, се потепавме меѓу себе две групи, јас победив, јас ќе бидам триумфален. Не, требало да победи, да исчисти. Требало барем 5000 луѓе од непријателот да умреле во таа војна за еден војсководец да биде триумфален. Морало да се победи, ама онака здраво веќе да биде победата. И кога ќе дојдал победникот генерал да се врати назад, како оди триумфот? Што се случува? Прво вика најнапред, тоа историчарите го многу го објасниле, може да го најдете на многу места. Прво најнапред оделе државниците, целиот римски сенат. Знаете, сте гледале тогите облечени сите. Тие се првите што ја водат. После нив имало трубачи. Трубачите слават, покажуваат што се случува, нели одат натаму. Следните се луѓе кои го носат пленот од кампањата. Кога Блискиот исток е покорен, имате една ваква графика, може да видите еден цртеж на еден зид, каде што гледате дека носат свекник, една менора носат. Тоа било земено од Ерусалим. Поентата било, тој човек треба да покаже, гледайте, јас победив, исплечкав, гледайте колку злато носам во градот, што се носам. Следното после тоа биле бели бикови, барем 2, за жртва на боговите. Што се носат напред? Сега, понатаму доаѓаат заробениците, покорените. Најчесто војсководци, цареви, кралеви, некои великодостојници од другите таму што се победените. Тие доаѓаат, тие одат во таа колона, собрани се, ама не се пуштени да слават и да разгледуваат леле колку е Рим. Туку имало едни луѓе што ги викале ликтори, кои имале стапои во рацете и цело време дека врви по ворката им ударат ќотек. И тепаат по патот и ги носат до затворот или до арената, каде што најверојатно до следниот ден ќе бидат убиени. Ама ги носат заедно со нив. Зад нив доаѓаат музичарите, кои свират триумфални песни, триумфална музика се слуша, па доаѓаат свештеници со кадилници, со мириси, со темјан, што кадат натаму. На крајот доаѓа победничкиот генерал во кочија влечена од 4 коњи, најчесто покриени со црвено. Црвена, она пурпурна ткајнина. И кога апостолот Павле зборува за триумф, вика благодарни сме на Бог кој на чело со Христос секогаш не води во триумф. Тоа му е дата. Ние влегуваме победници. И има 3 работи за кои апостолот Павле тука во овој текст е благодарен и за кои ние и ти и јас треба да бидеме благодарни. И првото нешто за кое е благодарен Павле е за привилегијата да биде во војската на Христос, која е триумфалната војска. Тој е благодарен дека тука е дел од таа војска. Вика, кој на чело со Христос секогаш не води во победа, односно во триумф. Не знам колку сме јас и ти благодарни за тоа дека Господ ни дал можност да бидеме дел од неговиот триумфален поход. Да бидеме победници, да бидеме тие кои викаме ние триумфираме. Ние сме тие кои триумфално влегуваат. Да го потребам атрибутот нели сега тука. Ова е оно што се спомнува тука. Бог води секогаш суверено. Некогаш ќе бидеме лесно ќе ни оди, некогаш тешко ќе ни оди, ние знаеме дека сме во победничката поворка. Тоа е првото што на Павле му го полни душата со овој мир и со оваа радост. Дури и тогаш кога му е страшно тешко, кога му е проблематично, кога има некоја мака и нешто што не му оди. Дека апостол Павле малку подоцна ќе напише 2 Тимотеј 4:16, кога прв пат ме изведува на суд, никој не дојде до мене да ми биде подкрепа. Сите ме напуштија. Од мене, простено нека име. Сепак Господ беше со мене, ми даде сила да ја проповедам неговата порака во цела нејзина порака, па сите народи што не го познаваат Бог да можат да ја слушнат. Павле и во маката не се жали, вика, јас сум благодарен што сум во војската во која јас сум триумфален. Без разлика на тешкотиите, без разлика на проблемите на маката што ја имам тука, што страдам. Понатаму продолжува вика, Господ ме спаси од сигурната смрт што ме чекаше, ако ме фрлеа кај лавовите. Да, Господ ќе ме чува од секакво зло и безбедно ќе ме доведе во своето небесно царство. Слава нека му е за вечни времиња. Амин. Така вика.
Зошто? Затоа што не се плаши. Вика, не ми е срам. Јас се гордеам со тоа што ја носам униформата и што сум во триумфот на мојот Господар. Јас сум триумфален како и него. Во таа победничка поворка, што ја реков нели, спомнав дека има свештеници кои имаа кадилници и кои одеа напред. Имаше, вика, некои жени кои фрлале цвеќиња, ливчиња, не знам си таму што се требало за трупите што одат. И сигурно ще ширил убав, пријатен мирис. Не знаете како убаво изгледа кога има убав мирис, арома на победа. И вика, затоа апостол Павле вика, но благодарни сме на Господ. Вели тука, што начело со Христос секојаш не води преку победа и преку нас тој насекаде шири вистината за Христос, како што се шири мириста од пријатен мирис. Како што вика во триумфот кадилницата убаво ќе замириса се. Како кога сте во, ајде да кажам, толпа народ и маж или жена ќе помине со убав парфем и ќе го осети и ќе рече, вау, ви се случило такво нешто некој пат? И он вика, ние треба да сме тоа за Христос. Јас сум дел од неговата војска. Јас кај што ќе поминам, луѓе треба да кажа, нешто пријатно помина тука, нешто пријатно се случи. Благодарен сум на Господ што сум дел од тоа нешто. И овде доаѓаме до второто. Нешто за кое може да кажеме благодарност. Тој е благодарен за привилегијата да има влијание што ќе биде вечно. Влијанието што го врши секој од нас е вечно влијание. Заедно или за лошо. 15 и 16 стих. Преку нас тој насекаде ја шири вистината за Христос, како што се шири миризливоста од пријатен мирис. За Бог ние сме како пријатен мирис што го приближува Христос кон сите. Кога ти и јас ќе поминеме, луѓето треба да поминат како некој што е убаво дотера на мирисан, да кажат, ова нешто ми смени мене, овој човек тука. Оние што го прифаќаат, тој убав мирис што ние го шириме, се спасуваат. Кон оние што го одбиваат и пропаѓаат. За жал на оние што го одбиваат Христос, овој мирис ќе им биде смртна пресуда. Замислете дека сте во триумфалната поворка. Победникот ужива во мирисот на темјан. Поразениот, оние што го тепаат со стапови, знае дека кога ќе заврши поворката, тој е мртов. И тој го осеќа истиот мирис, како и победникот. Едниот го прифаќа за живот, а другиот му е мирис за смрт. За жал. Кој од нас може да очекува неговиот живот да има вакво влијание врз луѓето? Не само да бидам во војска на триумфалниот Христос, туку да имам вечно влијание. Секој човек сака да остави некој трак. Секој човек сака да остави трак во животот. Бог вика, можеш да имаш вечно влијание. На овој начин, преку тоа што ќе бидеш пријатен мирис за Господ. Како што вика Римјаните 13:15, секој што ќе му се обрати на Господ ќе биде спасен, но како ќе му се обратат на Господ ако не веруваат, а како ќе поверуваат ако не чуле за него, како ќе чујат ако некој не им проповеда, а како може некој да проповеда ако не е испратен од Господ? И затоа во Светото писмо пишува, благословени се стапалата на луѓето кои ја разгласуваат радосната вест. Не само значи да бидеме во таа парада, туку да имаме едно големо, силно влијание. Во Евреите, во Тората, има еден интересен Барет, еден многу интересен коментатор, тоа ако ви интересира. Тој таму во коментарот на овој дел користи еден израз од Тората. Вика, како што пчелата го пази медот за собственикот, а нејзиното осило за другите, така изборовите на Тората се сам хаим, еликсир вика на животот за Израел, и сам хаматве, односно смртоносен отров за народите во светот. И понатаму коментаторот вели, замислете си една гранка која стои на дрво. Сонцето на пролет и дава да развие. И дава живот. Ако таа гранка не е на дрвото, ако не е на изворот на животот, тоа сонце ќе исуши. Истото сонце. Ама различно действува. Истата работа ја прави овде и Словото. Кој од нас не сака да има вечно влијание? Третото нешто за кое зборува тука апостолот, со кое завршуваме, е благодарноста за привилегијата да се проповеда Евангелието. Ние сме привилегирани, вика тој. Како тоа он го објаснил? Вика, ние не сме трговци. А такви ги има многу, што се обидуваат да заработат пари од проповедањето на Божјото Слово. Јас не го проповедам, вика Словото, Павлот и ме плаќаат.
Јас морав на еден човек што доаѓаше во оваа црква во еден момент да му кажам, никој овде во оваа црква не го плаќаат по глава. Колку повеќе луѓе собереме да не слушаат, толку повеќе пари ни даваат. Всушност во оваа црква и нема платени проповедници. Пате. Ама ние го проповедаме, вика и Христос, искрено, како што Бог сака. Нас Бог не испрати и тој не надгледува. Јас сум благодарен, вика Павле, за привилегијата да го проповедам Евангелието и мојата првична одговорност е пред Бог, а потоа и вие што не гледате тука што сме околу вас собрани. Не само денес, и во минатото имало еден куп луѓе кои го извртувале Евангелието. Дури ако ви интересира грчкиот збор што го користи таму, апостол Павле Капелос, користи еден збор за луѓе кои продавале разводнето вино на пазарот. Мучкароши, луѓе што правеле белја, гледа да ти подвали нешто, да ти продаде нешто што не треба и ти вика, ние не сме такви. Нас не е поента да ве одработиме, да ве изработиме, па да ви ги земеме парите. Ние го проповедаме Христос од искрено срце, вика он така. Тоа е мојата главна цел. И затоа денес има мнозина кои проповедаат ефтино Евангелие, што го викам. Евангелие на просперитет, Евангелие кое треба да те направи да се чувствуваш убаво, супер, да те направи да кажеш, гледај што ми е фино. А нема суштина, нема ништо, нема мирис после од тој човек. Нема вечно влијание. Нема марширање во триумф како сите други. Павле вика, не сме таков. Јас не сум вика таков. Проповедаме за Христос искрено, онака како што тој сака. И затоа вика, јас можам да стојам мирно пред вас. И затоа Павле всушност, бидејќи од чисто срце проповедал, може да каже, како што спомнавме на самиот почеток, Бог ми даде и отворено поле за работа, ама толку им беше тешко што не ја искористив и шансата. Да има кајање во тие зборови тука. Никогаш, вели Павле, нема да го проповедам Словото заради ќар, заради полза некоја тука. И значи Павле вика три нешта кои треба да ги запамтиме, ако ништо друго од ова денеска што зборував. Ние имаме привилегија да маршираме заедно со триумфалниот војсководец. Со Христос. Тоа е привилегија, да не забораваме. Имаме привилегија да имаме живот кој нешто значи. Да оставите нешто за цела вечност. Како? Со тоа што ќе му кажете на некој за Христос? Со тоа што ќе видите благопријатен мирис за некој, па да го привлечете кај Христос, да рече, што имаш ти, што немам јас, дај ми го. Да ти го дадам. Имаме таа привилегија, на крајот краиштата имаме привилегија верно да го проповедам Божјото Слово. Оти тоа е привилегија. Некој ни ја дал, ама секоја привилегија, 100 пати сум го кажал тоа, носи одговорност да го направиме тоа. Не е само јас имам привилегија и ништо повеќе. Павле излезе од обесхрабрувањето. Излезе од него. Јас не знам што да има едината за мене и за тебе. Најотворено. Сите ние поминуваме низ периоди во животот кога има многу нешта кои ни се случуваат и не знаеме на кај да тргнеме. Тоа е вистината, тоа е реалноста тука. Ама знаеме оти Христос е победникот. Знаеме дека триумфалната поврка оди. Знаеме дека ние сме дел за да направиме вечно, пак ќе се повторам тука, вечно влијание, да го проповедаме Евангелието од срце и да кажеме, да застанеме на тоа што Бог ни го дал. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не се вознемируваме, зашто јас сум Бог твој. И јас ќе те закрепам, јас ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Тоа е сигурноста во која живееме. Инаку, ќе бевме како апостол Павле, нема мир, не ме интересира што Господ ми дава, ќе се завртам и ќе се отидам да си умрам. А Господ ги дига луѓето. Имаше мнозина на времето и во Стариот Завет кои така се чувствува, па Бог мораше да им покаже како на Илија, не си сам, не се секире, има уште куп други луѓе. Амин.